Ехо от Вселената. Ехо от Вселената. Ехо, 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 ехо. Добро вечер и добре дојдовте у емисијата Ехо од Вселената. Вечерва наша тема ќе бидат ракетите. Гостин во студиото Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Зоране, добра ти вечер. Добро вечер. Ајде да на почетокот една ретроспекција. Од кога се појавуваат ракетите? Од кога се знае за нив? Па ракетите као такви се познати многу одамна на човештвото, значи во историјата е забележано дека до отприлика 2 до 3 века пред Христа, дека кинезите при прогласување некој свој цар, они ги користеле као некаква си естетска декорација, значи ги испалувале на небото. А исто така е забележано дека ракетите и за време на нивните нови години, значи кои што заобично започнуваат околу февруар месец, биле испалувани. Исто така на разни свечености по прослави на роденденот на царот и слично. Сега во понатамошната историја е забележено дека ракетата као некакво одбранбено средство се забележува во 11 век, кога кинезите својата северна територија ја штитат претежно од монголите, словените. Значи, они самиот кинески зид кај што биле поставени, да ги наречеме и ракети, значи служиле како лансерни рампи, биле испалувани во правецот кај што доаѓал непријателот и сега нормално кинезите знаеле на колкав период паѓаат ракетите. Они на тоа место поставувале некаква си сува слама со некое лесно запаливо масло и кога ќе паднеле ракетите, создавале некаква си експлозија, значи некое само запалување таму, така да кинезите звучни ефекти, светлосни ефекти и така да монголските племиња кои што претежно наидувале, со кои што ратувале кинезите, значи кај нив делувало многу психички, самата војска се плашала, бегала, значи. Со овие ракети немале убиствено својство, мислам, убиствена моќ, него освен но имале многу јака психолошко влијание врз народот, врз самата војска монголска. Сега нешто подосна, во 17-тиот и во 18-тиот век е забележено дека Индија во својата армија воведува еден така наречен ракетен вод. Значи, овој ракетен вод веќе биле ракети во кои што биле составени, Индија во тоа време е дел од Комонвелтот. Во овие ракети постоел и барут, и така да они веќе овие ракети имале некакво си убиствено дејство нормално на растојание од 5, да речеме 5 до 10 метра. Меѓутоа, сепак овие ракети не се карактеризираат како некое основно орудие со кое индиската армија си ја штити својата територија. Сега, овдека на балканските простори е забележено дека во 1804 година ракетите Србија за време на првото српско востание и својата при опсадата на Шабат со страна на турците, она ги користи овие ракети као за одбрана на својата територија. Исто така како индиските ракети, овие ракети имаат некоја си убиствена моќ од 5 до 10 метри и во главном овие ракети се ставени од кој погонско гориво им е барутот, значи едино познато експлозивно средство во тоа време. Сега нешто подосна, поточно за Првата светска војна, значи Првата светска војна се карактеризира со една доста голем број на човечки животи и веќе после завршетокот на Првата светска војна, значи генералите во сите поголеми армии барале
од самите научници се конструира некој оружје за кој што од подалеку ќе може да се стрела према непријателот. Значи да се избегне тие жртви во собствени меѓу војниците. Сега тука особено се замав взимаат велесилите во тоа време, нели Соединетите американски држави, Хитлерова Германија и Советскиот сојуз. Сега во Советскиот сојуз се карактеризира она оружје во историјата добро познато како Катјуша, со кое што голем број од воени аналитичари сметаат дека доколку Советскиот сојуз не го имало оружје за време на Втората светска војна, најверојатно дека битката ќе изгубил од страна на Хитлерова Германија, значи нема да успел да може да одбрани да го одбрани Москва и Ленинград, а поготово она битката кај Сталинград, Волгоград денешен, нели, кај што во тоа време нели се крши едноставно кичмата на германците. Сега ова оружје после тоа војната станува едно од најпопуларните и најпродаваните оружја во светот, така да и македонската армија во својот состав го има под назив се уште бивши југословенски назив ВБР, више ракетни цевни бацаш. Повеќе ракетен цевен црлач, како Цевен црлач, па да. Дали е точно, сакам уште еднаш да ве вратам на самиот почеток, дека конструкцијата на ракетата е постара од конструкцијата на возот? Да, точно. Ракетата на конструкцијата на денешнава ракета, значи и првобитните ракети од кои што ги испалувале кинезите пред 2300 години е слична. Значи, постоела една вертикална цевка, цилиндар, да, кој што во најгорниот дел бил наоштрен, значи налиг нешто на молив, и сега во долниот дел постоеле 3, а во поново време постојат и 4, значи 3 перки ако се, тогаш се тие подаголо 120 степени, а доека 4 ако се, тие се диагонално меѓу себе, значи сите 4. Значи, Под 90 степени. Под 90 степени ќе дојдат, да. Сега, тој, го насочуваат воздухот, се вртат они према воздухот. Сега, тоа што е конструирано пред 2300 години во Кина, и ден денес денешните ракети го запазуваат. А најверојатно и идните ракети што ќе се произведуваат или било кое она што ќе полета од земјата, ќе полетува на основната конструкција ќе ја задржи. Ќе ја задржи, да. Ехо, Еве не повторно во разговор на тема ракети со Зоран Милчевски. Какво место имаат ракетите во Хитлерова Германија? Пред малку само ги споменавте. Па да, видите, нешто е карактеристично за Хитлер во Втората светска војна. Хитлер, можда и тоа и било и среќа, мислам, за целата таа Втора светска војна. Хитлер не го ценел оружјето, атомското оружје како некое си средство со кое што ќе може да го пороби светот. Меѓутоа многу пажња обраќал на ракетите. Така да во тоа време, значи он за прв човек на ракетниот вод, он го поставува еден германски во тоа време мајор по име Вернес фон Браун, значи релативно млад човек со неполни 30, поточно со наполнети 32-3 години, го поставува за прв човек на ракетниот вод. Значи, сега да објасниме кој е Вернес фон Браун. Вернес фон Браун е еден од најталентираните светски конструктори за ракети. Значи, заедно со Сергеј Королев, со Владимир Чоломеј и со Роберт Годард од Америка представуваат она петорка врна, четворка или петорка, како да наречеме, на конструкторите на ракетите. Сега, Вернес фон Браун работи на еден програм наречен А2, кој што подоцна ќе биде преименуван во V1, V2, V3 и V4. Значи V, тоа значи е некоја скратеница на оружје за освета. Всушност, значи тоа V2, V3. Осветољубива, нехумана. Да, нехумана. Сега кога рековте нехумана, само да кажем, мислам, ова заборев да кажем уште на самиот почеток, дека астрономите ракетите ги делат на добри и на лоши. Значи, добри се оние кои што испраќаат луѓе во Вселена за цел за научни испитувања, а лоши се оние кои што уриваат, представуваат оружје. Да. Сега тоа е една вистина и многу грда, дека ракетата си има развиено, значи првенствена нејзина намена е за убивање на луѓе. Мислам, за жал тоа е така. Вернес фон Браун работи на оваа ракета, значи он работи на Северното море, значи денеска во близина на градот Рошток, таму центарот се наоѓа на таа
воена на германска ракетна единица на островот Пинеминде. И он таму ја конструира ракетата Фау-2 со која што престигнува едно импозантно растојание, значи веќе некаде 1942 година, 43-та, почетокот он постигнува растојание од 180 км. А веќе ракетата после неколку месеца, значи оваа ракета на големо паѓа во Холандија, најнапред во Холандија и во Белгија, а после тоа е испалувана према Велика Британија и градот Лондон. Така да градот Лондон после германската авиација највише бил уништен токму од оваа ракета Фау-2, Фау-3 и Фау-4. Сега, што е карактеристично за оваа ракета? Оваа ракета е негде околу 14 метри висока, носи полнење некаде од близу 500 кила и она се карактеризира со голема експлозивна моќ, меѓутоа за среќа може да се каже на енглезите што е доста непрецизна, така да најголем број од тие 10.000 испратени парчиња што биле према Велика Лондон се непрецизни и паѓа на периферијата на Лондон. Мислам, тоа е едина среќа. Во тоа време, значи, Вернер фон Браун гледа дека ракетата, заедно со неговиот тим, не е прецизна, и он конструира еден ракетен авион, значи, на кој што поставуваат ракета Фау-2 и поставуваат една жена пилот, во тоа време најдобар светски пилот по име Хана Рич, и ја испалуваат заедно со оваа ракета. Оваа ракета авион, така да крстиме, лета едно 300 км и после тоа работи и се спушта успешно во Северното море. Значи, се добиваат, Хана Рич им дава информации за тоа како треба да работи оној жироскоп, нели, како треба да биде конструиран за да ракетата да ја постигне на цел кој што е потребно за нејзе. Меѓутоа, за жал, тука завршува Втората светска војна, доаѓа крајот. За среќа, вајда. Да, за среќа, пардон, извинете, мислам ја за жал за тоа што работеше, а за среќа Втората светска војна завршува и веќе према тој дел во Хитлерова Германија се пуштаат двете веле сили, значи Соединетите американски држави и Советскиот сојуз. Соединетите американски држави успеваат да го заробат Вернер фон Браун, а доека Советскиот сојуз го заробува Хелмут Хуткоп, мислам дека му беше името, тој е еден исто прв човек после Вернер фон Браун, а и самиот Хелмут од чисто комунистичко идеолошки убедувања преоѓа во Советскиот сојуз, затоа што убедување нели бил комуниста кој што бил присилен да работи за Хитлерова Германија, и он до 1955 година додека не биде вратен во тогашната Источна Германија, он работи во тимот заедно со Сергеј Королев, со Владимир Чоломеј, со Михаил Јенгел и со ние врвна советска конструкторска екипа за ракети. Launch procedure 3, 2, 1, launch. От Вселената. Го продолжуваме разговорот. Наша тема вечерва во рамките на Ехо од Вселената се ракетите. Како што Милчевски пред малку рече, во принцип повеќе зборуваме за хуманите, повеќе би сакале да зборуваме за хуманите ракети, оние кои што ни носат нови и нови научни созданија од настаните во Вселената, нели, отколку за оние грдите ракети кои што со себе носат мноштво жртви. Но да продолжиме сега да одиме натамо. Како се типизираат ракетите по видови? Како тече нивниот развој? По завршетокот на Втората светска војна, значи веќе ракетите почнуваат да си ја добиваат ова денешнава форма, почнуваат да добиваат денешнава заслуга, веќе стануваат веќе добри ракети, значи човештвото веќе размислува корисни, да ги усмери према месечината, према планетите и од нив да извлече научни информации. Така да, еве сега да нагласам со Вернер фон Браун. Вернер фон Браун почнува да работи за тимот на американците, значи и него во 1953 година го амнестираат американците, тука настанува еден спор со Велика Британија, меѓутоа Вернер фон Браун го спасува една изјава, еден напис што има дадено во еден свој весник, кој што вели дека конструирав добри ракети кои што за жал паѓаат на лоши планети. Мислам, така има дадено таа изјава и таа изјава него го дополнително го амнестира пред британците.
и веќе од 1953 година станува веќе јавно прв човек на американската екипа, со која што започнува да работи на конструкција на ракетата за која што ќе полетат американците во Вселената. Веќе 1960-61 година се слика и со Џон Кенеди, значи станува една и позната личност во цела Германија, иако Хитлеровото минато не му е заборавено, и он станува еден од првите петорица луѓе во тогашна НАСА се до својата смрт 1975 година. Значи, при тоа сакам да нагласам, значи германците, со својата ракета Фау-2 44 година полетаа во висина 80 км, а додека 1946 година, наредната 2 години после тоа, американците веќе полетаа дупло повеќе него што Тој појде од рака на германците. Да. Сега, во истиот период се работеше во Советскиот сојуз. Особено, во Советскиот сојуз почна да се работи кога на власт дојде, кога за прв човек поточно беше поставен Сергеј Королев. Мислам, Сергеј Королев се работи за една импозантна личност. Мислам, голем дел од американските научници сметаат дека тој е најголем конструктор во историјата на ракетите. Значи, он е конструктор на познатата ракета Р-7, онаа ракета семјорка, со која што е со која што највеќе се има летано во Вселената. Значи, од негово време само се усовршени некои работи, а принципот е се уште на тие ракети од кои што денеска основа е ракетата Сојуз е на Сергеј Королев. Сергеј Королев особено зима да се ангажира нова поле која разбира за Вернер фон Браун, значи и во една своја изјава он наведува, значи кога вели дека ќе го поведам тоа Хитлерово копиле, значи тука се мисли дека ќе го поведе у смисла на некоја научна работа, ќе го надмине научно. Меѓутоа, за жал, Сергеј Королев 1966 година страда во една операција, една безвезна операција, значи мислам од слепо црево или од брух бил опериран и на операционниот стол он умира, и тука голем дел од светските аналитичари сметаат дека со самото страдање на Сергеј Королев, значи тоа безвезно умирање на Сергеј Королев ги сопира русите, иначе русите, значи кога он би проживеал уште некоја година, значи најверојатно дека они први би се искачиле на месечината. Имаше ли во тоа време гласини по повод смртта на големиот Сергеј Королев, дека може би станува збор за убиство? Па, видете, се работи за една небрига од самите лекари. Значи, он бил испратен една операција на брух од брух. Сега, тука најверојатно доаѓа до некоја компликација на Сергеј Королев, затоа што диагнозата била погрешна. Мислам, од медицинска гледна точка се гледа дека он веќе длабоко би бил навлезен, длабоко веќе имал карцином, неколку месеца претходно него му испаднале сите заби, косата почнала нагло да му паѓа и ред. Мислам и се, најверојатно дека он не можел да издржи таа операција а со луѓето што како се случило, немам податоци, но најверојатно мислам дека се целиот тим е расторен, се што настанува со тимот не се знае, но најверојатно дека некаде се на Сибир. Ехо од Вселена. Кога зборуваме за ракетите, Зоране, неупатно е, а да не позборуваме малку и за ракетниите погони, горивото што тие го користат, а достигнуваат току големи далечини. Да, и брзини, да. Па видите, првите ракети со кои што полета кинезите, као основно средство им било барута, затоа што едино ни барутот како погонско гориво го познавале. Меѓутоа, нели со 20-тиот век, со развојот на хемијата, веќе почнува да се развива и горивото. Значи, се конструира течно гориво и кога течно гориво за ракетите, со кои што и ден денес полетува, се користи оној бензин од 66 октана. Значи, тоа е оној керозин на авионите што летаат со него, и мешавина од кислород. Значи, се зема еден погон еден дел од овој керозин и 6 дела на кислород. Со такво гориво и ден денеска полетува најмоќната ракета во светот, Енергија. Тоа е советска ракета, денеска руска ракета наречена Енергија. Сега, покрај ова гориво постои и она така наречено хемиско гориво кое што беше откриено некаде 50-тите и 60-тите години од минатиот век. Така да речеме Space Shuttle во своите бустер ракети полетува со тоа гориво. Исто така и
познатата советска ракета Протон полетува со тоа гориво. Тоа гориво е тврдо гориво и има назив, постои две врсти на ова гориво и називот му е монометилхидрозин со азот тетроксид како оксидатор и диметилхидрозин со азот пероксид како оксидатор. И постои и уште едно друго гориво со кое што се лета во Вселената, значи исто така ракетата енергија може да го користи, значи покрај керозинот, Space Shuttle полетува со помош на него, значи централните мотори полетуваат со него, а тоа е течен водород и течен кислород. Значи водородот се набива под притисок од некаде од 150 на атмосфери, при тоа он постигнува температура од минус 260 во минус, значи релативно близо до точката на апсолутната нула, значи од 273,15, и кислородот кој што исто така се набива на 150 бари притисок и он при тоа постигнува температура од минус 170 целзиусови степени. Така да, они на ова водородот, вака течен кога он е запалив, он е лесно палив субстанца, и се зема еден дел од водородот и 6 дела од кислород. Така да централните мотори на Space Shuttle полетуваат со овој водород и кислород. Полетува исто така полетува и енергија покрај што може да полета на керозин, полетува и протон. Значи малтене денеска сите ракети се така преусмерени да можат да полетуваат, да речем, и со керозин и со водород и кислород. Дали може би научниците во ова наше денешно време истражуваат можност повеќе да се изнајди по-софистицирано гориво, кое што ќе ги зголеми можностите на ракетите? Па да, видите, на горивото, на енергијата се истражува па сигурно 50 години за ред. Значи горивото се софистицира, се усовршува. Меѓутоа, за жал, се уште не е најдено некое такво идеално гориво со кое што ќе може да се полета. Тоа е една работа. Друга работа, овие ракети, првиот појас, вториот, да речеме третиот појас се наоѓа некаде на 40.000 километри од растојание од тлото на земјата, да. Сите овие кога полетуваат ги оштетуваат овие појаси на радиација. Значи и они озонски слој кој што се наоѓа од 19 до 40 километри. Значи најголем дел од кога прелетуваат ракетите, кои идат оние ван планета, мислам во орбита околу земја, или оние што се во орбита околу планетата, страшно го уништуваат оној дел кај што озонскиот слој, значи кој што после прилика му треба неколку месеци да се врати во една состојба која што бил пред полетување. Зборуваме вечерва за ракетите, зборувавме малку и за погонските горива со кои што се користат. Редно е да проговориме малку и за брзините што ги достигнуваат ракетите, за првата и втората космичка брзина. А во тој контекст и може би е упатно да се почне така со начинот на полетување. Па видете, за да полета, за да полета една ракета, она треба да постигне првата космичка брзина. Значи, која што првата космичка брзина изнесува 7,92 км во секунда. А со првата космичка брзина, значи, тоа летало што ќе полета, односно оној делот што ќе го избаци самата ракета, оној дел кој што ќе отиде во орбита, тој мора да постигне оваа брзина. Што се случува на оваа брзина? На оваа брзина доаѓа до силите, значи онаа сила која што настојува да го испрли телото надвор од земјината гравитација и силата на земјината гравитација да дојдат под агол од 90 степени. Што значи, овие две сили се порамнуваат и при тоа се поништуваат на тој еден начин. Значи, им дојде на 90 степени. Така да, нити може леталото да напушти земјата, нити па гравитацијата на земјата може да го бутне леталото назад према земјата. Значи, тоа е така наречена прва космичка брзина, која што на висина од некаде од 300-400 километри, кај што воздухот е за милиарда пати поредок некогдека, значи нема апсолутно никаква, да речеме, никаква триење.
кога леталото ќе се најде со една таква брзина, оно нон-стоп кружи околу земјата, односно станува вештачки сателити. Така да сите оние сателити што се на небото, отприлика ги има некаде околу 3000 активни, тие на нив немаат мотори, него кога се изфрлени со една таква брзина, они стануваат сателити на земјата. Сега, доколку сака да го напушти леталото, да ја напушти земјата, тогаш мора да биде залетано со брзина од 11,2 километри во секунда. Значи, тоа е така наречена втора космичка брзина. И што се случува при оваа втора космичка брзина? Значи, тогаш онаа силата, веќе земјата со својата гравитација не може да ја задржи, да го задржи леталото. И патеката која што кај првата космичка брзина е затворена кружница, од затворена она веќе станува парабола. Значи хиперпарабола станува. Земјината гравитација не може да ја задржи и оваа ракета, овај дел да го речеме, од ракетата испален, бега надвор од земјината гравитација и се усмерува во оној дел од кај што е усмерен од земјата. Мислам, дали било према месечината или било према планета. Значи, таа брзина е така наречена втора космичка брзина и изнесува 11,2 км во секунда. И сите летала кои што летаат према месечината и према планетите, се мора да постигнат оваа втора космичка брзина. Значи, која што русите први ја постигнале со Луна 2 уште 1959 година. Сега, доколку треба да се испрати летало кое што ќе треба да го напушти сончевиот систем, као што американците ги испратија пионерите и владжерите, треба да биде лансирано со брзина поголема од 16,65 км во секунда. Односно, таа е трета космичка брзина. Така да пионерите, двата пионери и двата војаџери ја постигна брзина поголема од оваа трета космичка брзина. Сега само би сакал да направам некоја споредба со оваа брзина, со овие брзини. Пример е да земеме пиштолот од метакот од зрното од пиштолот 7,9 мм кој што има нашата војска и полиција. Значи, тоа зрно лета со брзина од 350 до 390 метри во секунда. Значи, не километри, него метри во секунда. Популарниот калешников, зависи од производителот, значи лета со брзина од 720 до 920 метри во секунда. Најбрзиот метак, кој што е конструиран од човекот, лета со брзина од 1200 метри во секунда или 1,2 км во секунда. А доека една ракета, за да постигне втората космичка брзина, треба да лета 10 пати побрзо од овој метак што е испален према ова. Така да, оние 27 космонаути, кои што лета на Аполо, кои што имаат таа чест да полетаат према Сонцето, кои што 12 се спуштија, имаат летано со брзина која што е 10 пати поголема него брзината од брзината на зрното. На најбрзиот метак овдека на. Добро, Зоране, ете, тоа се чини дека на оваа тема уште многу има што да се каже, но повеќе во некоја друга прилика. Ти благодарам што вечерва беше со нас. Благодарам што ме поканивте. Ехо, од Вселената.